Топ тема, добро вечер. Што ќе остане запишано во историјата? Историски проект, модерни коридори или епски скандали? За договорот со Бехтел и ЕНК за коридорите 8 и 10Д, недовршените и изградените патишта за градежната офанзива, вечер во интервју со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Почнуваме по кратката пауза за реклами. Бидете на Телма. Добро вечер и добре дојде во топ тема за министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Добро вечер, благодарам за поканата. Министре, во тек е собраниската расправа за измените и дополнувањата на законот за градба. Оно што може да се слушне во континуитет од опозицијата е дека со двата закони кои што произлегуваат од вашиот ресор, а кои официјално според образложението треба да ги олеснат процедурите за спроведување на договорот Бехтел и ЕНК, единствено што ќе успеете е да заработите кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт кривична пријава за злоупотреба на службена должност и оштетување на државниот буџет, засега за сума од 117 милиони евра. Најпред благодарам за поканата. Сметам дека ова е право место да ги отвориме сите дискусии и прашања во однос на темите кои што беа актуелни и во минатиот период во јавноста, но ќе бидат актуелни и во идниот период, заради тоа што започнуваме еден од најголемите проекти во делот на инфраструктурата од независноста на државата до денеска. И со тоа практично во најголем дел ги затвораме и ги завршуваме европските коридори во државата. Сметам дека секоја една влада која што има чувство дека сака да ја развие државата, да ја направи подобра иднината на граѓаните, да отвори повеќе нови добро платени работни места, да направи подобар рамномерен регионален развој, да ја зголеми безбедноста на патиштата, треба да се зафати со изградба на патишта. Ако некој сметал дека треба да ги потроши годините кога е на власт за да гради споменици, стиропор и бронза во центарот на градот, ние сметаме дека треба да се градат патишта, железнички пруги, гасоводи, инфраструктура со што ќе практично подобриме целосно инфраструктурата во државата. Што се однесува до законските измени во собранието, двата закони кои што се на предлог на Министерството за транспорт и врски на владата, едниот е закон за урбанистичко планирање, другиот е законот за градење. Така како што е и дадено образложението, јас имав можност да бидам на дел од дебатата присутен во собранието, се работи за законски измени кои што прават нова процедура за изградбата на практично инфраструктурните проекти, патишта, железнички пруги, гасоводи и други проекти кои што се усвоени со закон во собрание. И сметам дека кога станува збор за проекти кои што имаат стратешко значење и стратешки интерес за државата, тогаш државата треба да направи посебна процедура, бидејќи не можеме ние да ги порамниме проектите кои што се например од делот на изградба на инфраструктура, канализации, водоводи, општински проекти, од друга страна имаме изградба на стамбено домување, друг тип на градби со линиска инфраструктура и посебно кога станува збор за автопатишта, гасоводи, посебно во енергетска криза и токму поради тоа се кратат роковите на она кое што го имаме во постоечкото решение. Зошто на сето тоа не се сетивте, бидејќи рековте сето тоа што го кажавте на почетокот за заложбите на владата, ќе го сублимирам во едно, ако ми дозволите, бидејќи рековте дека сте влада со визија за значењето на стратешките коридори и инфраструктурата. Зошто сето тоа не го увидовте и не го сменивте претходно, туку дури откако го потпишавте договорот со Бехтел и ЕНК и почнавте да го објаснувате, особено откако во јавноста ви проби факсимил дел од договорот кој што досега никој не го демантирал дека е точен. Сметам дека клучното прашање кое што треба да го отвориме пред јавноста и пред граѓаните е дали оваа држава е подготвена да ги креира законските можности на државата, да овозможи брза реализација. При тоа ова значи
изградбата на патиштата, дали сме подготвени да ги направиме за овој проект за 5 години или за повеќе од 6, 7, 8 години. Тоа е првото прашање. Второто прашање е дали за време на енергетска криза во овој пакет влегуваат и гасоводите, треба да направиме полесна процедура за изградба на гасоводите. Тоа се државни национални стратешки проекти. Имаше предлог на овие законски измени во собранието од страна на пратениците, беа блокирани, на дел не се свикуваа комисиските расправи и токму поради тоа... Затоа прибегнавте на кон тоа решение, кон кое што прибегнавте. Но она што е битно, не ми одговоривте. Бидејќи рековте посебни процедури за проекти од стратешки интерес, што е постратешко во патот Битола-Прилеп, отколку до оној што се гради до Прилеп? Оној кој што се гради до Прилеп, секако дека сум убеден дека и во минатото, доколку бил донесен овој закон, досега тој експресен пат ќе бил готов. Но 20 години зборуваме, 20 години една влада, друга влада, еден министер или друг зборува за изградбата на тој експресен пат кон Прилеп. И денеска тој се гради, но со потешкоти. Зошто? Заради тоа што таму имавме изведувачи кои што беа на терен, кои што ја напуштија трасата, кои што влегува постапки на арбитражи. Имаме денеска нови изведувачи и патот се уште не е готов. Токму поради тоа е овој модел кој што практично целото искуство кое што го собрала оваа држава во изминатите 30 на години независност, сакаме да направиме подобар модел на побрза реализација на патните коридори. Целта е да работиме со основни проекти кои што се практично проектираат и се работат во реално време, во фази, и тоа е целта на измените на законите. Да може проектантот да испроектира една делница од еден автопат, да од наредниот ден практично влезе во работа изведувачот, за да можеме да имаме ефикасност на терен. До сега се покажало дека проектите кои што се стари, изработени во минатото пред 10 или 15 години, кога се работат на терен, покажуваат многу слабости, не ја отсликуваат реалната состојба од тоа кое што е испроектирано на хартија до она кое што е на терен, заради тоа што се случиле многу промени. И тој модел се покажал дека не е добар. Тоа е примерот со експресниот пат кон Прилеп. Тоа е и примерот со автопатот Кичево-Охрид. Сакам да ја направиме паралелата за да знаат граѓаните зошто се прават овие законски измени. Дали сакаме да повторно работиме со изработен стар проект, да се оди во постапка на избор на изведувач, се избира изведувач, изведувачот излегува на терен, наоѓа стотици грешки во проектот, или кога излегува во деталните работи на терен, се појавуваат непредвидени работи, се појава нова состојба на терен, некаде се изградил во меѓувреме гасовод, некаде се изградил резервоар на пат, некаде далековод е поставен исто така од државата, и тоа прави проблеми во реализацијата на терен на самиот проект. Токму поради тоа го избравме овој модел, да се оди со изведувач кој што во исто време ќе проектира одредена делница, ќе ја гради, а паралелно со тоа ќе проектира и на останатиот дел од трасата. Тој изведувач вие го знаете. За тој изведувач го знаеш и јавност. И јавност. И ние го знаевме. Донесен закон за пред 2 години. За тој изведувач јавноста имаше донесено закон. Каде беше Бочварски кога заседаваше управувачкиот комитет? Значи, согласно законот кој што е веќе 2 години, речиси 2 години донесен и е на сила, поднесен од пратеници, изгласан од пратеници во собранието, законот не е кој знае колку обемен, но сметам дека и многу од пратениците, но и голем дел од јавноста, и не верувам дека треба секој граѓанин да се занимава со оваа проблематика, но не ги знаат фактите кои што се во тој закон, односно членовите со кои што е создаден и креиран тој закон. Законот има 19 члена и со него се предвидува меѓу другото и формирање на управувачки комитет, кој што треба да ги и препорача на владата да го усвои тој закон и така натаму и така натаму. Дел од тој управувачки комитет сте и вие, и токму заради тоа повторно доаѓам на прашањето. Зошто Благоја Бочварски, Артан Групи, Фатмир Битичи, Крешник Бектеши,
и сите оние кои што биле дел од тој управувачки комитет, практично целиот економски ресор на владата, не ги увидел и не ја увидел потребата од изменување на овие закони во оние 28 дена, колку што траја преговорите со Бехтел и ЕНК, туку прво преку група пратеници ни пласирате наеднаш осознаена потреба за комплицираните административни процедури, па откако тоа не успеа... Ќе ве прекинам. Во истиот тој закон, кој што е донесен пред 2 години, стои дека со тој закон, кога ќе стапи во примена, треба да се изменат неколку други закони заради подобро функционирање на целиот овој проект. И дека делумно или целосно ја исклучува примената на другите закони. И тоа е донесено, но голем делот од јавноста и дел од аналитичарите кои што излегуваат и дискутираат на темата и го немаат прочитано законот. Но важно е дека парламентот излезе со иницијатива да ги измени оние клучни закони со кои што ќе се придонесе за брза реализација на терен. Само пишува дека овој закон ќе се применува како посебен закон со кој се исклучува примената на други закони во целост или делумно, односно кој се применува без оглед на другите применливи закони во Северна Македонија и тоа во врска со сите прашања утврдени со овој закон. Сега, овој став 4 од член 3 на специјалниот закон, еве да го наречеме, бидејќи долго му е името, тој не може да се, таа е четвртата точка, тој не може да се разгледува поинаку од глава, надвор од глава 3, именување стратешки партнер. Глава 4. Начин на обезбедување финансиски ресурси и плаќање за обезбедени услуги и работа. Договор за градење, јавен интерес и експроприација, специфични прашања во врска со овој проект, вработување на резиденти и странски работници, спроведување на меѓународни стандарди и давачки и даноци. Вие потоа менувате се, вклучително дури и основниот закон, па на основните давачки и даноци, како што е ДДВ-то, додавате и земање од акциза и така натаму. Зошто сето тоа не е направено пред подпишувањето на договорот и пред вие и министерот, и првиот вице-премиер и премиерот на 8 март да соопштите дека проектот ќе чини 1,3 милиарди евра, за дури потоа откако ќе излезе тој принтскрин, за да признаете дека 1,3 милиарди се проценка врз основа на физибилити студија, ако не се сменат овие закони. Значи, прво, физибилити студија исто така изработена. Второ, во самиот закон пишува дека треба да се синхронизира практично процедурата, постапката, за да може изведувачот да работи на терен. Но и доколку не се изменат законите, изведувачот може да го заврши истиот тој проект до крај. Но тој ќе трае подолго, бидејќи ние со овие закони имаме административни пречки кои што за време на изработката, например, на основните проекти или проектите за инфраструктура, за урбанистичките проекти, сите рокови кои што се зададени во законот се подолги отколку што можеме да постапиме за да може брзо да се реализира. Зошто тоа не го кажавте на 8 март? Како можеше да се дозволи еден толку клучен, како што го нарекувате, историски проект да се доведете доведете во ситуација на пласирање пред јавноста на нецелосни информации? Прво, не се работи за пласирање на нецелосни информации. Нецелосна информација, ако кажете дека проектот ќе чини 1,3 милиарди евра и студијата чини толку и толку. Во него исто така има предпроект кој што е изработен, врз база на него се земени количини и суми на чинење. Потоа се работи основен проект кој што влегува дополнително во детали, како што и за секој друг проект во реализацијата, но со овие законски измени дозволуваме да се работи во фазна градба. Да се проектира една фаза,
друга фаза, трета фаза. Потоа се комплетира целиот проект и се дава одобрение за употреба. Тоа е разликата која што толку се направи голема фама во јавноста, зошто го дозволуваме ова како фазна градба, што не важи само за оваа компанија Бехтел и ЕНКА, туку оваа постапка и процедура може да се применува и за други проекти, за изградба на гасоводи, железнички пруги и за проекти кои што ќе се работат преку Европската унија и за проекти кои што ќе се работат преку ЕБРД со финансирање и за домашни проекти. Практично ова е процедура статус на стратешки проект. Не е така. Во законот, во измената на Закон за урбанистичко планирање стои дека проекти од стратешко и национално значење се државни патишта, магистрални гасоводи, железнички пруги и други проекти кои што се наведени. Но секако оваа инфраструктура која што сметам дека е клучна и критична за целиот нареден период за да се изградат и европските коридори, но и да се поврземе гасно со од стратешко национално значење утврдени со закон. Член 7 кој што треба да се прочитате целиот член. Градби од стратешки интерес се државни патишта, железнички пруги, магистрални гасоводи, како и други градби од јавен интерес кои се реализираат како стратешки инвестициони проекти или проекти од стратешко значење утврдени со закон. Значи или проекти утврдени со закон и овие првите три инфраструктурни проекти кои што се убаво наведени. Државни патишта, магистрални гасоводи, железнички пруги. Јас не гледам кој во државата би имал против по побрза процедура државата, самата држава, институциите да можат брзо да постапуваат за побрзо да изградиме ние патишта, железнички пруги и гасоводи. Никој нема против, министре, напротив, деновиве консултирајќи многу градижни компании кои што работат на дел од македонските патишта, вела дека голем дел од измените во Законот за градба и во Законот за урбанистичко планирање всушност одамна се и нивно барање. Она што е спорно е начинот. Пак ќе ви кажам. На 8 март клучната изјава беше Димитар Ковачевски. Проект завршува за 5 години, ќе чини 1,3 милиарди евра. Вака ќе ви кажам. Прв вице-премиер. Може да ви одговорам. Значи најефтин автопат досега со 3 милиарди евра и по физибилити студија и согласно договор. 12 милиони по државата километар. од денеска во наредните 5 години работи брзо и ефикасно. Синхронизирано со компанијата, со надзорниот орган, со сите институции, затоа што овде 10-15 институции ќе се вклучат во реализација. Овде ќе дојде и Биро за судски вештачења, ќе работи на овој проект. Зошто? Заради тоа што дава проценка на имотот кој што треба да се експроприира. Овде ќе работи управата за имотно-правни работи, која што е под финансии. Значи сите институции кои ќе ги синхронизираме да работат брзо и ефикасно, согласно овие законски измени, ќе имаме брза реализација на терен. Добре. И тогаш проектот може да чини на крајот, бидејќи ќе се пресметуваат измерени и утврдени количини од страна на надзорниот орган на терен, по тие количини, по изведената состојба која што на крај се утврдува, може да овој проект чини и помалку. Не мора да значи дека мора да чини повеќе. На крајот, согласно утврдени количини. Ова е процената вредност од 1,3 милиарди евра согласно физибилити студија и согласно пред проект кој што е направен врз база на кој се дадени цените на чинење. Ако ние брзо и ефикасно работиме, ако изведувачот добро ја сработи својата задача, тогаш можеме на крајот да излеземе и нормално овде ќе имаат влијание и цените на светските берзи. Ние знаеме само минатата година какви беа цените на светските берзи на пример на арматурата на железото, која што има големо влијание во цената на чинење на еден проект. Втора работа, цената на асфалтите. Која беше пред 5 или 6 години, колку е денеска, колку ќе биде после 5 години. Целта е овде брзо и ефикасно да работиме заради тоа што прво час поскоро треба да ги завршиме овие проекти и јас сум убеден дека со добра координација ќе успееме ова да го направиме. И не гледам на кој би му пречело зошто се прават законски измени за синхронизација на сите закони за институциите да работат. На никој не му пречи, прашањето е зошто така и зошто на таков начин. Ако сето ова го знаевте, како член на управувачкиот комитет, зошто тогаш на 3 април 2023 година 15 пратеници поднесуваат закон, кој што сега овој законот за урбанистичко за измени и дополнување на закон за урбанистичко планирање,
кој што сега на 5 мај годинава оди со предлог на представници Благој Бочварски, министер за транспорт, Беки Мреджепи, заменик министер за странство, како предлагачи, значи, и во кој што детале... Сега формата е кој предложил, кога предложил, зошто не предложил. Јас сметам дека суштината е да ги изградиме патиштата во државата. Битно и зошто? Сметам дека Европската унија пред една недела потпиша со Македонија договор за европските коридори да ги ставиме на мапата на главни коридори, коридорот 8 и коридорот 10 кој што предходно беше вграден на оваа мапа. Но тоа се однесува и тоа се однесува во однос на можно финансирање во иднина од страна на Европската унија. Ќе го разговараме и тоа. Битно е. Затоа што е битна и формата, бидејќи од формата и од начинот на кој што се пласиравте во јавноста, произлегуваат и натаму сите сомнеши. Во овие два закона, министр, апсолутно не е така. Во овие два закона, од А до Ш нема ниту... Во овие два закона, од А до Ш нема ниту една разлика. Кој од кого препишувал? Пратениците од вас или вие од пратениците? Јас ќе ви кажам дека има разлика во законите, заради тоа што јас во меѓувреме имав и неколку дебати и во Стопанската комора и со други целни групи кои што посочија одредени постапки кои што побараа да бидат вградени и ги вградивме. Зошто? Заради тоа што првично во законот беа ставени државни патишта и магистрални гасоводи. Ние ги додадовме од дебатата која што произлезе од стопанските комори, дека треба и железнички пруги да се додадат, дека треба и други проекти кои што се носат согласно закон, да направиме полесна трака на движење на одобрување на проектите. Тоа е административната бариера која што може да го практично забави одреден проект или да ја забави реализацијата на одреден проект. Сметам дека воопшто не треба да има дилема. Овие законски измени ги поддржуваат сите, и градежните компании, и практично фелата, институциите кои што работат на вакви проекти. Заради тоа што не може ние 6 месеци да работиме на одобрување на еден инфраструктурен проект. Тоа е урбанистичкиот проект. Ако ние 6 месеци од сега го одобруваме урбанистичкиот проект за автопатот Прилеп-Битола, ние нема да можеме да почнеме да работиме уште една година. Кога ќе издаваме наредните одобренија, процедури кои што ќе изгледат согласно законот за градење, а изведувачот треба за тоа време веќе да работи на терен и оваа инфраструктура да ја донесе и стави во функција за граѓаните час поскоро. Министре, дали со фактот што во јавноста беа обелоденети многу контроверзни информации околу фамозниот надзор кој што практично беше и правниот консултант, обидувајќи се некако да излезете или да ги амортизирате тие скандали, всушност влеговте намерно или ненамерно во нови, не посочувајќи го она што сега еве деновиве го се обидувате низ поинаков речник, од поинаков агол да го кажете на јавност. Веќе истакнав дека законот кој што е донесен најпрв за реализација на овие проекти 2 години е на сила и тој закон го усвоиле пратениците во собранието, потоа е формиран управувачки комитет за преговори, избрана е консултантска компанија и куќа која што е овластена да преговара во однос на стручните делови, постапките и процедурите за договор со компанијата Бехтел. Тоа е договорот, потоа е разгледан на управувачки комитет, разгледан на влада, усвоен на управувачки комитет, усвоен на влада и целиот закон кој што еве и вечерва го имате со вас и го делумно отворивте и го прочитавте, е запазен со сите процедури и постапки кои што се донесени до денеска, а ќе се работи по тој закон и по тој договор и во идниот период со цел граѓаните да се возат по модерни и безбедни патишта. Европската унија ви кажа не, односно мисијата на Европската унија ви кажа не за европското знаменце и во двете писма проследени до собранието подпишани од вице-премиерот пишува овој закон произлегува од националната програма за усвојување на правото на Европската унија, што апсолутно не е точно, бидејќи го нема. Министре, што предвидува уредбата на Европската комисија 2016/758? Бидејќи на неа се повикувате во кореспондентната табела која што мора да ја има секој закон под европско знаме. Значи коридорот 8, кој што е познат за јавноста, тоа
оската исток-запад, од Драч преку Албанија, Македонија до Бугарија и до Црното море, не беше комплетно ставен на мапата на главните коридори. Значи Европската унија има утврдено мапа на главни и споредни коридори кои што во минатото беа означени со бројки, денеска се со мапа на коридори на Западен Балкан, дел од европските коридори. Ние уште минатата година на неколку средби и во Брисел разговаравме со еврокомесарката за транспорт, заедно со представниците од Бугарија, од Албанија, со дополнителни дописи и од страна на Италија да коридорот 8 биде вметнат во мапата на главните коридори на Западен Балкан или на коридорите на Европска унија. Тоа барање било и во 2013 поднесено од страна на македонската влада, но тогаш не било прифатено од Европската унија. Денеска е прифатено заради тоа што и во нашата презентација од страна на Северна Македонија, но и од страна на Бугарија и останатите држави кои што поминува овој коридор, ние практично потенциравме дека работиме на доизградба. Не бараме нешто на хартија да се стави во Европската унија или во Брисел, за да ние потоа кренеме раци да кажеме да, денеска овој коридор стана дел од главната мапа на европски коридори, а од утре да не работиме ништо. Јас и тогаш потврдив дека ние железничкиот коридор 8 на источната страна, кој што долги години беше во застој, минатата година започнавме да го градиме. И тоа е најголемата инвестиција во железничката инфраструктура во вредност од 200 милиони евра. Железничката пруга од Куманово до Крива Паланка. Министре, сега, бидејќи ние покажавме и дека работиме, само да ја доискажам мислата, бидејќи покажавме и дека работиме на терен, не бараме само од Европската унија некакви декларативни заложби, и бидејќи сакаме да го затвориме целиот коридор 8 за да добиеме излез и на пристаништето во Драч и на пристаништето во Црното море, во Бургас и Варна, сакаме да овие коридори, наш национален интерес како држава која што нема излез на море, е овие коридори да ги подигнеме на ниво на модерни патишта, железнички пруги кои што се оперативни. И тоа, токму поради тоа го презентиравме, се потврди како политика на Европската унија, ама ние паралелно со тоа мораме и да работиме. Министре, во 2013 година и не можело Европската унија да прифати, бидејќи внесувањето на Западниот Балкан во паневропската мрежа е овозможено со договорот на високо ниво помеѓу Европската унија и земјите од Западен Балкан, подпишан на 28 август 2015 година на самитот во Виена. А уредбата која што вие ја цитирате, 2016/758, со која велите дека се усогласувате, е всушност и уредба за измени на друга уредба на Европската унија, односно поништување на таа уредба, со која претходно паневропските коридори ја опфаќа само Европската унија. Дали некој ви дал погрешна регулатива со која што наводно се усогласувате? Право, порано во делот на коридорите, сакам да истакнам дека терминологијата се менувала и таму. Значи, од паневропски коридори, коридор 8, 10, 4, 10D, 10C, да скратиме, министре, иста е терминологијата. Еве ги, прво ја немало Норвешка, па ја додале Норвешка, па го немало Исланд, па го додале Исланд, па потоа го додале Западниот Балкан. Тоа е договорот кој што е подпишан. Европската унија со своите представници ја излажа македонската јавност? Или ние кои што јас не го спорам договорот што вие го подпишавте. Јас не го спорам договорот. Јас ја спорам директивата што вашите служби, но бидејќи вашиот подпис стои на предлогот на законот за изменување, ја ставиле. Тоа е директивата 2016/758. Тоа е, значи, Боби, таа директива е нешто различно од тоа што вие го подпишавте и дури таа регулатива не ви дава на вас за право ова да оди под европско знаме, бидејќи таа регулатива, ставајќи ги коридорите на европската паневропската транспортна мрежа,
овозможува европско финансирање, а не Значи, право измените за да го Бехтел и побијам Енка фактот, да ги ставите на брза трака во да го собранието, побијам што ви го фактот каже дека- и амбасадорот Гир. Еве, јас не знам, амбасадорот знае. Да го побијам фактот дека во 2013 и 2014 кога Европска унија правела и тогаш прераспределба на коридорите, односно менување на уредбите кои што ги имале, и тогаш државата барала, тоа е фактот, но тогаш не било прифатено. Дали се викале паневропски коридори? Не дали било прифатено заради тоа што коридор регулативата 80, не го дали биле дозволувала коридори на тоа. Западен Балкан? Денеска Не се го дозволувала нарекуваат тоа. главни коридори на Западен Во ред. Балкан. И сите останати коридори кои што ги има во Европската унија. Важно е дека овој коридор, со овој коридор и влегувањето на овој коридор на мапата на главни коридори, бидејќи претходно бил на споредните, денеска ние имаме апсолутно право да и одврска Аплицирате. да продолжиме да работиме на доизградба и час поскоро да го завршиме и овој проект, но и останатите кои што се работат. Но Да тоа не сето заборавиме, тоа, ние но работиме и сето на тоа е источната поврзано, страна на министре, коридорот со 8. договорот кој Од што Дранговци бевте до Крива и го Паланка подпишавте во се работи Црна Гора. на нов експресен пат, например, и тоа е коридорот 8. И тука сме покажале дека се работи. Точно. И проширување на и затоа од Крива бевте во Паланка до Црна Нова Гора Бара. и подпишавте договор Така е. кој што подпишавте. Но тој договор Но зашто досега не го подпиша? но тој договор, министре, дали е тој договор зелена карта дека овие закони треба да одат под европско знаме? Не е. Тоа мораме да ви го признаеме. Тоа ви го каже амбасадорот Гир. Збор за европските коридори, за изградба на инфраструктура која што за нас е значајна за економскиот развој, државата донесе одлука и владата донесе одлука да овие закони ги испрати во собранието со европско знаме. Таму се дебатира во собранието, очекуваме да бидат усвоени, доколку бидат усвоени, ќе работиме по овие законски измени со кои што ќе го скратиме рокот за градба. Сега пак треба да ве вратам зошто веднаш не предложивте, туку мораше прво да одите преку пратеници. Па ви одговорив. Добро. Министре, една од главните забелешки е дека со измените на законот за градба, тоа го пишува и во самото образложение, повеќе нема да го има она фамозно одобрение за градба, односно вели се исклучува примената на одредбите кои се однесуваат на постапките за одобрување на идеен проект, за издавање на одобрение за градба, за измени во тек на градба, за промена на инвеститор и така натаму, и така натаму, и така натаму. Може ли накратко да ми објасните и да ја објасните на јавноста? Еве, како одеше досега една процедура со клучните елементи и што сега се прескокнува? Значи вака. Бидејќи многу тешко е да се читаат овие закони, ве носи од член 78, па тој се исклучува, затоа се додаваат други услови за дислокација на електрични мрежи, топлотни мрежи, телефонски инсталации и така натаму. Тешко е да се читаат, односно мора паралелно да се читаат и двата закона, и законот за градежни и измените на законот за урбанистичко планирање. Станува збор за линиските објекти или инфраструктурните патишта, гасоводи, не знам, која била процедурата, што се мена? Процедурата беше следна. Прво треба државата да изработи урбанистички проект или инфраструктурен проект. Терминологијата се менува од еден во друг закон, но се работи за истата цел. Се усвојува прво урбанистички проект. Тоа е уцртувањето на трасата на урбанистички. Тој проект досега со сите рокови кои што се зададени со закон, кој го прави тоа? Го изработува планерска куќа. Добро. Значи урбанистичко планска документација изработува урбанистичка куќа која што е лиценцирана во државата. Таа компанија го изработува урбанистичкиот проект. Тој проект со сите фази се изработува, за ваков проект 4 до 6 месеци. Добро. Потоа, врз база на тој проект, тоа значи уцртувањето на трасата на некој начин. Во таа траса се гледа колку од земјиштето е државно, колку од земјиштето е приватно и врз база на таа траса продолжуваат постапките за експроприација. Тоа што е потребно да се експроприира внатре кое што влегува во трасата оди на експроприација. Граници на опфат. Во границите, тоа кое што е земјиште на РМ, таму може да се работи. Но следниот чекор е одобрението за градба. Добро. Значи инвеститорот, ако е тоа јавното претпријатие за државни патишта, треба да изработи основен проект, да направи тендерска постапка, да избере фирма, да таа фирма го изработи основниот проект со ревизија, со сите фази на изработка внатре.
и да го аплицира до Министерството за транспорт за одобрение за градба. Министерството издава одобрение за градба и после тоа се излегува на терен. Тие постапки многу често траат подолг временски период, посебно изработката на основниот проект, ревизијата и сите процедури до одобрение за градба. И се почнува да се гради. Потоа ЈПДП прави тендерска постапка за избор на компанија која што ќе гради, која што одзема дополнително време, некогаш постапката успешна, некогаш неуспешна, и после неколку години од изработката на урбанистичкиот и основниот проект се влегува во работа. Добро. Како ќе биде овој модел? Овој модел предвидува дека урбанистичкиот проект, кој што е за овие проекти од стратешко значење, ќе се изработува и ќе се одобрува некаде за месец, месец и половина. Се уцртува трасата, врз база на таа траса веднаш се продолжува постапка на експроприација, исто како и на претходниот. Урбанистичкиот проект повторно го прави планерска куќа, која што го изработува урбанистичкиот проект. Потоа, бидејќи во оваа постапка, ако зборуваме за Бехтел и НК, тие ќе се јават со свој проектантски куќи кои што ќе проектираат. Тие веднаш, кога се изработува урбанистичкиот проект и се одобрува трасата, практично се гледа на терен која површина е земјиште на Република Македонија, која површина е земјиште приватно, и тоа кое што е приватно оди на експроприација. И истата процедура, биро за судски вештачења, проценка, елаборати, и се прави понуда до собствениците на земјиштето за да доколку прифатат веднаш се исплаќа сумата која што е за експроприација, доколку не прифаќаат има постапки кои што одат на управен суд и така натаму. Но она кое што е земјиште на РМ, доколку се утврди на автопатот Прилеп Битола дека првите 5 километри од трасата се државно земјиште, тогаш со оваа измена на законот за градење му овозможуваме на практично проектантот да испроектира една делница, еден дел од еден автопат, Прилеп Битола или Тетово Гостивар, сеедно. Тој го проектира тој дел, мора да има основен проект внатре, ревизија, мислење од ИЗИС, условно речено, како што имаме за механичка отпорност и стабилност, статичка исправност на објектот, сите постапки остануваат исти како во редовниот закон. И тој влегува на терен, го аплицира тој проект до ЈПДП, ЈПДП го одобрува како инвеститор и изведувачот влегува на терен и го работи тој дел или тие 5 километри од трасата. Додека ги работи тие 5 километри, веќе продолжува на друга делница која што е експроприирана веќе, продолжува со проектната документација, со ревизија и продолжува со работа. Другата делница ако он прави во тој дел кој што е експроприиран, зборувам. Значи, при изработката на урбанистичкиот проект се уцртува траса. Треба да се уцрта комплетната траса. Така. Врз основа на што? На физибилити студија, идеен проект? Врз основа на физибилити студија и предпроект кој што го има. Значи, ние ги имаме траси, утврдено генерално трасите, но на терен сега урбанистичката куќа која што ќе уцртува трасата, бидејќи со оваа постапка на урбанизацијата, практично ние врз база на овој документ или на урбанистичкиот проект можеме да одиме да вршиме експроприација. Бидејќи имотно-правни управата не врши експроприација додека не виде дека имаме изработено урбанистички проект за одреден автопат, гасовод, железничка пруга. Тие бараат дајте ми урбанистичко-планска документација. Ние сега ги кратиме раковите за изработка на оваа урбанистичко-планска документација и потоа веднаш ја даваме таа траса да оди на експроприација. Но таму каде што има чисто земјиште, сакаме да му одобриме, овозможиме на изведувачот да влезе да работи непречено со изработен основен проект, со ревизија, со сите фази на изработка, да влезе и да го сработи тој дел кој што може да го сработи. Зборувам сега имотно правно, каде што е земјиштето чисто и е решено. Добро, сега со закон за експроприација се си. Министре, споменавте веќе дека на една од пресконференциите и неколкуте брифинзи дека постои физибилити студија. Каде е предпроектот кој го изработи? Значи, физибилити студијата е изработена од Градежен факултет и Грант Тортон. Предпроектот е составен дел од договорот и врз база на тој предпроект компанијата Бехтел ги дава цените на чинење. Тој предпроект е со краток опат компанијата Бехтел која што дава понуда. Добро. Сега,
Тоа е кратка проектна документација која што врз база на кое што тоа не треба да е кратка проектна документација, туку треба да биде детален. Се земаат од теренот. Детален предмер. Се земаат попречни профили и пресеци од теренот за да се утврдат количини на терен и се она кое што за да може да даде компанијата понуда до државата. Но денеска, откако ќе бидат утврдени урбанистичките проекти, компанијата влегува со проектирање на основниот проект или главен проект на времето кој што се нарекуваше, денеска се нарекува основен проект. Влегува, работи основен проект, но ние им дозволуваме фазно да градат. Тоа е разликата од постоечкиот закон, од редовната постапка до ова. На крајот кога ќе го комплетира основниот проект и го изработи, за да го стави во употреба од еден автопат, тогаш поднесува барање за одобрение за употреба до Министерството за транспорт и врска. Како е формирана цената, министре, бидејќи имаме предпроект и сега во секој договор мора да има предпроект кој што го изработила компанијата, врз основа на тој предпроект веројатно произлегуваат и тие километражи, да не ги повторувам, кои што веќе јавноста ги знае, вкупно некаде околу 110, односно точно 108,9. Сега, во секој договор треба да постои така наречен предмер за сите работи и врз основа на тие предмери вие да ги знаете по единечните секоја единечна цена. Еве, на пример, за ископ, за асфалт, иако таа цена може да биде релативна заради Со овој предпроект е изработен дали ги имате тие пресметки? Има ставки на чинење на одредени позиции. Но со основниот проект влегуваме уште подетално на терен. Основниот проект ќе ги даде анализите на теренот. Важно е дека тој основен проект кој што денеска ќе се изработи или во наредните месеци, тој основен проект ќе биде подобар сработен, поточен, бидејќи ќе ги даде реалните состојби од терен денеска, не пред 10 години, и тој основен проект ќе биде попрецизен отколку што сме го работеле во минатото. Се работи проектна документација, па додека се одобрува, па додека се избира изведувач. Чекайте сега, рековте предпроектот го направил Бехтел Јенка. Бехтел Јенка претпоставам дека го направиле тој предпроект откако беше изгласан овој закон до потпишувањето на договорот, или како што би рекол Актан Груби, работеа волонтерски па се направија предпроект. Ако е тој предпроект, ако е тој предпроект направен, ако е тој предпроект направен сега, која е гаранцијата или колку се плюс минус можните отстапки? Значи, не можеме да погодуваме од оваа временска дистанца. Треба да ги имате во договорот, веројатно. Еве, јас ќе ви кажам споредба со автопат друга делница, која што во моментот се гради, каде што имало не предпроект, основен проект имало, изработен, за да денеска тој основен проект на почетокот чинел 400 милиони евра, денеска чини 600 милиони евра. И која е гаранцијата дека со тој основен проект кој што бил таков каков што бил, дека на крајот на завршување ќе чини повторно 400 милиони. Денеска чини 600 милиони евра. Или други делници кај што сме почнале со 20 милиони евра, завршуваме со 45 милиони евра. И па која е гаранцијата дека ќе чини и да ги смениме законите, дека ќе чини 1,3 милиарди? Значи, гаранцијата е во контролата на терен, во надзорот кој што утврдува измерени количини на терен, согласно ФИДИК правилата, и се она кој што е вградено како материјал. Ископана земја, Кичево Охрица мери, ама џабе, мостови, изградени тунели, била трасата, погрешена била подлогата. Доаѓаме на крајот до конечната сума на чинење. Овој проект, бидејќи ќе биде нов изработен, ќе има помали отстапки, тоа го гарантирам, отколку ако работиме со стари проекти кои што не ја отсликуваат реалната состојба на терен. Државата тука најмногу добива, бидејќи денеска ангажира компанија која што проектира и гради во реално време и се она кој што го испроектирала во месец април и мај или во месец јуни се работи веднаш потоа на терен. Не го работиме ова на терен кое што се изработило во 2012 година со некоја стара документација, денеска да ја дадеме на изведувачот и потоа завршуваме на арбитража. Тоа е разликата и заради тоа овој модел е подобар отколку што моделот што сме работеле до сега. Кратка пауза за реклами и одиме со она што ја интересира особено и бизнис заедницата, а и јавноста, што значат оние 51% локални ресурси. Се враќаме за кратко.
Се враќаме назад. Министра, остануваат уште неколку прашања, но она што е највпечатливо и јавноста очекува се уште одговор, стратешкиот партнер ќе користи најмалку 51% на локални ресурси. Ако тоа се однесува на работници, компании, услуги, купена, не знам, нафта, струја, чакал, бетон и така натаму, или услугите, само на ниво на услуги, например, може ли стратешкиот инвеститор да стигне до тие 57%, па да вработи само, не знам, 1000 домашни работници? Значи, овој проект е шанса да домашните градежни компании, да домашниот кадар кој што го имаме овде, станува збори за инженери, за технички персонал, за други сектори кои што се покренуваат кога се работи на еден голем инфраструктурен проект, а тоа се преку 20 други гранки се опфаќаат кога се работи во градежништвото, да го најдат својот интерес на овој проект. Ова кое што е зацртано, односно одобрено со законската регулатива, е најмалку 57% да бидат домашни ресурси, но тоа значи најмалку и тој процент може да биде и многу поголем, доколку домашните компании се заинтересирани да влезат и да работат на изградбата на овие два европски коридори. Кога станува збор за луѓето или работната сила која што може да биде вклучена во изградбата, секогаш тој број може да биде и поголем од 51%, затоа што јас сметам дека на пазарот се однесуваат на вкупно се што ќе користи, не на работниците, значи никој не знае колку работници би требало да бидат ангажирани. Во Косово имало над 70% луѓе од Косово кои што работеле на изградбата. Може и од тука да бидат 70%, доколку имаме расположливи капацитети, ресурси, луѓе, механизација кои што ќе влезат и ќе работат. И тоа е поповолната варијанта за нас. Но доколку нема толков интерес, секако дека може и тој процент да биде 60-55% од локални ресурси. Компаниите прашуваат како ние ќе се вклучиме, кога воопшто прво не го знаеме договорот и не ги знаеме условите. Дали има јасно пропишано во договорот под кои услови и цени ќе работат домашните компании, по цени кои и ЈПДП и ги плаќа на Бехтел и Lijенka, или под услови кои ќе си ги диктира стратешкиот партнер, а во кој инвеститорот, односно ЈПДП, нема да може да се меша. Значи, оваа дебата не може да ја води да се води преку медиуми, секако се работи за соработка помеѓу компании од Северна Македонија и компанија која што е гигант, која што влегла да работи овде, и секако дека домашните компании се добредојдени да влезат и да соработуваат со Бехтел и Lijенka. Можат тие да пристапат во преговори, може да разговараат, може да се вклучат, може голем дел од овој проект да го сработат домашни компании. Не може владата да влезе и да кажува сега овој ќе работи, овој нема да работи, заради тоа што тоа не е принципот на и на законот и на договорот. Принципот е домашните компании да се најдат и да разговараат, да добијат знаење од оваа голема компанија. Вие ги ослободувате од акциза на енергенти. Кој е инвеститор на проектот? Добро, државата. На стратешкиот партнер му дозволувате да увезува и користи дури и да користи материјали или производи за извршување на работите на проектот по негово наоѓање. Тогаш имате ли проценка колку од овие 1,3 милијарди врз основа на 51% користење на локални ресурси ќе останат да се свртат во домашната економија? Значи, законот утврдил дека најмалку половина од тие средства, најмалку 51% треба да ги изработат и да бидат од домашни ресурси. Практично домашни компании да изработат, домашни материјали да се вградат, се она кое што е локални ресурси да биде најмалку 51%. Доколку нашите градежни компании се подготвени, тие, јас имам информации дека веќе разговараат, преговараат со Бехтел, но тоа не е работа на владата, тоа е нивна работа да најдат начин да, доколку имаат простор за договор, да се договорат и најголем дел од работите да ги завршат домашните компании во овој проект. Министре, се работи за многу пари. Како тоа не е интерес на владата, се работи за многу пари. Искусни градежничари, врз основа на искуствата во соседните земји, кај нив математиката оди лесно. Пресметале
дека за зададениот период, за зададениот обем на работа кој што го имаат Бехтел и ЕНК во Македонија, би требало само за храна, сместување, вода и останати потреби на ангажираните работници, дека само на тоа ќе потрошат преку 20 милиони евра. Значи, зборуваме за големи пари за сите сегменти и како вие велите, на владата не може тоа да го диктира. Владата не требало владата да го гарантира тоа во договор. Прави обрат или ги раздвижува овие големи инфраструктурни проекти. Преку 20 други гранки. И тоа е тоа кое што и вие го зборувате. Домашни компании секогаш може да работат и досега работели и како изведувачи и како подизведувачи. Имаме ние знаење и тие домашни компании може да се вклучат и да го покажат своето знаење на терен. Не по цени кај што ЕПДП ги дава на Бехтел, туку по цени кои што Бехтел ќе му ги понуди. Од друга страна е важно да ние и купиме знаење, да добиеме ново знаење бидејќи се работи за една од најголемите светски компании. Ова е шанса и за домашниот градежен сектор да, вклучувајќи се во изработка на овие големи проекти, да добие дополнително знаење, да го покренеме градежништвото на едно поголемо ниво и сметам дека е од врвен национален и стратешки интерес овој проект да се заврши не само ради изградбата на коридорите, заради економијата, не само заради безбедноста, туку и шанса е ова за градежништвото да го подигнеме на едно повисоко ниво. Министре, при крај сме сосема на крај. Читаме низ договорот, слушаме, реков по трет пат веќе ќе споменам тоа пусулче тој дел од договорот кој што се појави никој не го демонтираше и постојано има, ако ова не го направиме, ќе биде 1,3 милиарди и 5 години, ако не ќе биде 1,5 милиарди и ќе биде подолго. Што ако сгреши нешто Бехтел и ЕНК, ова ве прашувам бидејќи особено во делот на планирањето кој што го спомнавте, во основниот договор вели стратешкиот партнер може да ги избере планерот, односно проектантот, но евентуалните грешки во текот на планирањето ги сноси инвеститорот, односно ЈПДП. Прво, како е дали концептот? Дали хипотетички компанијата Боби проект може да направи наверна грешка, односно не на било каква грешка. Проектот потоа ЈПДП и транспорт не го одобруваат, но Боби проект ги направило трошоците и на Боби проект мора да му бидат фактурирани, да кажеме, 2 милиони за тој проект кој што не чини. Значи, зошто велам дека треба плати ЈПДП? Треба инвеститорот ЈПДП, компанијата Бехтел, изведувачите, од друга страна надзорниот орган, проектантите и планерските куќи да работат заедно за да имаме побрза реализација. Кога одредена компанија, конкретно сгрешила. Одредена компанија која што работи на проектот. Таа е ангажирана од Бехтел. Таа компанија дава техничко решение со ревизија, излегува компанијата работи на терен, но тоа техничко решение пред да излезе компанијата да работи на терен се одобрува во јавното претпријатие за државни патишта како инвеститор со својата PIU единица која што одобрува и вели овој проект од Гостивар кон Кичево, првите 5 километри се испроектирани согласно нашите барања и го одобруваме, изведувачот може да влезе на терен. Доколку се случи некое дополнително проектирање, тоа што ни се случува со Кичево Охрид, на одредена косина, ублажување, одреден друг елемент кој што треба да се репроектира, тогаш изведувачот Бехтел ја информира ЈПДП дека треба дополнително проектирање, ЈПДП го одобрува тоа, се проектира и тоа се плаќа. Тоа е сработена работа на компанијата која што работи на проектирањето. Каде е разликата? Денеска ова кој што го имаме на Кичево Охрид е проект кој што е претходно многу стар проект изработен. Денеска ЈПДП се изработуваше нов проект за 25% од трасата. И заради тоа 10 години работиме, бидејќи сите овие постапки одат многу побавно. Со нови проектантски куќи, со лоши проекти, со стари проекти кои што не осликуваат реалната слика на терен. Сите овие слабости со овој модел се сведени на минимум и ќе бидат избегнати. Министре, ќе почнат ли работите на терен како што најави директорот на ЈПДП во јули? Да, градежните работи согласно договор ќе започнат, веќе се прават првите испитувања, геомеханичките испитувања на терен, таму каде што дозволува теренот, трасата, земјиштето каде што е државно, се прават испитувања, врз база на тие анализи ќе се влезе во проектирање и изведувачот ќе влезе во работа во текот на летниот период. Нема ни остана многу време, но
граѓаните веројатно ги интересира, почнува летната сезона со оглед на работите Катланово Скопје и Неготино Демиркапија, значи во еден правец на дел од автопатот ќе возиме до кога? Односно по стари патишта. Значи Катланово Петровец поради напуштање на трасата на поранешниот изведувач, избравме нов изведувач, веќе се работи на терен, тоа е на коридор 10 таа делница и останатата е кај меѓу Демиркапија и Неготино, каде што имаше едно сериозно оштетување на автопатот. Се работи со девијација и исклучување на споредниот пат, но ќе направиме напори да најбрзо што е можно да сообраќајот го пренасочиме повторно по автопатот, за да може сообраќајот полесно да се одвива во текот на летните месеци, а паралелно со тоа и да се работи на терен. Значи сепак летово или по една трака или на... Да, но важно е да се заврши проектот и тој дел од автопатот кој што беше навистина во лоша состојба да биде рехабилитиран. Министре, во една од нашите претходни емисии ветивте дека кога ќе бидат готови првите 12 километри, Охрид-Кичево ќе одиме на заедничко возење. Кога би било тоа? Јас денеска бев на Кичево Охрид, имав состаноци со изведувачите, со подизведувачите, со надзорниот орган, со директорот на јавното предпријатие за државни патишта. Ги отклонивме сите проблеми на трасата, денеска се работи и пред Охрид и на целата траса, така што едната страна веќе е приспособена пред Охрид. Кога еве на двете страни без зурли и тапани, само во инспекциско возење? Ќе одиме на терен заедно со вас, со сите новинари кои што во текот на наредните месеци и ќе направиме увид заедно за да видите каков е прогресот и како се работи на терен. Важно е дека сите проблеми кои што ги затековме се отклонети, надминати и изведувачите имаат голем фронт за работа. Ви благодарам што бевте на топ тема. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со Телма.